Мислам, повеќе треба луѓето да ризикуваат, повеќе да влегуваат во идеи и да креираат стартапи. Од секогаш знаев дека евентуално ќе напуштам за да си работам на нешто свое. И после дое короната и мислам дека веќе не можев едноставно да се фокусирам на работата таму, туку премногу ме влечеше овој, знаев дека се прав момент да почнам нешто, затоа што уште сум млад, немам буквално никаков ризик, а дури и да не успеам, немам никакви последици што можат да се случат. Здраво на сите и добре дојдовте на каналот. Ова е втората епизода на првиот прагматичен подкаст за градење продукти во Македонија. Само кратко би сакал да ви се заблагодарам на сите за позитивните коментари и фидбекот што го добив од првата епизода. Имаше многу коментари од типот ова е тоа што ни треба, практични работи, фали ова во Македонија, продолжи понатаму, така да на сите ви благодарам. А денес ќе се дружиме со Јован Јовановски, основач на GameSoup.mk. GameSoup е студио што развива игри за мобилни игри за iOS и Android. А Јован е девелопер што напушта стабилна работа за целосно да се посвети на својата приказна, па веќе 5 години е соло предприемач во Македонија. Имавме многу интересен разговор. Го прашував прашања како стигна таму, како ја започна таа приказна, како ја напушти работата, дали заработуваше кога ја напушти работата, како ги најде корисниците, како ги пласира игрите на пазар и ред други прашања. И искрено мене овој лајфстайл, билдер лајфстайл или мали тимови што градат продукти во кои што уживаат и работат од каде сакаат ми е многу интересен, фасцинантен и инспиративен. Се надевам ќе биде така и за вас, се надевам ќе ве мотивира да градите продукти, да експериментирате, да се обидувате и нели заедно да се поддржуваме и да споделуваме ресурси и практични работи. Така да уште еднаш ви благодарам и уживајте во разговорот. Јован, фала ти што дојде на првиот подкаст на Билдер заедницата, првата прагматична заедница во Македонија, која што е заедница за луѓе како нас, како мене, како тебе. Верувам дека со твојата приказна ќе инспирираме доста луѓе да почнат сами да создаваат нешто свое и ќе ги инспирираме и ќе ги мотивираме да градат нешто свое, затоа што сметам дека денес може во викенд да се започне продукт. Не ти треба бизнис знаење, конференции, мотивацијски говори, ти треба само неколку алати, лаптоп, алатки како Lovable, Bolt и викенд, време за да започнеш да градиш нешто. Така да би сакал да почнеме со првото прашање, тоа кој е Јован и што работи моментално. Фала ти на поканата. Примарно се гледам ја како софтверски инженер, имам софтверски бекграунд, програмирам многу долго, уште од негде 600 делени имам почната и тоа ми е као главна страст уствари програмирањето, а со гейм девелопмент се занимавам некои 10 години веќе, од кои последниве 3 години го основав и GameSoup, што е студио за развивање на мобилни игри и активно во моментов работиме на 2 игри. Супер. Кажи ми, ти ја напушташ NetCetera и одлучуваш да продолжиш да работиш соло. Кажи ми околу тој момент, кој беше моментот каде што свати дека окей, сега е време, сега треба да ја напуштам сигурната работа и сега сакам, сега ќе почнам нешто свое, ризикот и цел тој дел. Да, па се вработив ја додека студирах во 3-та година. Меѓутоа, ова со игри го имав почнато уште од средна школа. Сега тоа беше на некое помало ниво, меѓутоа си ги терав паралелно и работата, и студирањето, и работата на игрите. И од секогаш знаев дека евентуално ќе напуштам за да си работам на нешто свое. И после дое короната, и мислам дека веќе не можев едноставно да се фокусирам на работата таму, туку премногу ме влечеше овој, знаев дека се прав момент да почнам нешто, затоа што уште сум млад, немам буквално никаков ризик, а дури и да не успеам, немам никакви последици што можат да се случат, така да знаев дека ако не пробам, ќе ме копка цел живот, што ќе беше, како отидов у тој момент all-in и викам, најдобра одлука е сега да се оди all-in. Доста интересно. Кога ја напушти NetCetera, во тој момент, дали ти генерираше некој инкам, дали заработуваше од игрите, или ја напушти NetCetera за да почнеш од нула? Не, значи имав заработка од игрите, меѓутоа најверојатно ако останев во компанијата, платата ќе ми беше повисока од тоа што го заработува во тој момент. Интересно. Понатака се сменија работите на подобро. Супер. Добро, тогаш ме интересира која беше првата игра или функционалност или што изгради прво нешто што те натера да започнеш нешто свое, своја компанија
или моментот упс, па може да биде бизнис? Што беше првото нешто? Прва игра што ја објавив на Google Play Store беше уствари еден клон на Bubble Trouble. Веројатно ја знаеш игра што игравме на Miniclip ко помлади. На почеток ја објавив така for fun, пошто ми беше интересно и почнав да заработувам некои ситни пари од тоа. И ми стана јасно дека уствари многу ќе се развива mobile games како индустрија, дека се поише и поише луѓе ќе користат телефони, пошто ова го зборам дека е некоја 2014 година. И знаев дека таму ќе има огромен гроут и после тоа имав уште неколку игри направено што филма и мислам дека трета игра што ја направив беше Challenger Friends и таа баш онака фати некој добар трекшн и буквално беше јасно дека ако се одржува ова, дека може многу добро многу добар бизнис да биде во иднина. Требаше време малце да се достигне тоа ниво, затоа што јавев млад, не знаев точно што правам, онака учев како што годев патот, така и учев многу работи. Баш за тоа ми следното прашање, а тоа е колку време ти требаше за првиот minimum viable product и како изгледаше неговата најлоша верзија? Ако добро се сеќавам, се правам уловет за Challenger Friends, што ни е као најуспешна игра. Ако добро сеќавам, околу месец до месец и пол, веројатно, например, сега да го правам истото, може би било двојно побрзо, со цело искуство што го имам. Али интересно е дека баш, иако тогаш не знаел што е MVP, дека баш така било сработено, да има многу мал број на минигеймс во него, да ги има само основните фичерс. Не беше приспособено, например, за таблети, не била преведена како што е преведена сега на многу јазици. Најверојатно багчиња имаше доста у игрите, ама беше доволно да се пушти, да почнат да играат луѓе и ја паралелно да ги подобрувам константно работите, затоа што гледам дека има некаков фидбек од другата страна, нешто се случува. Баш ми се допаѓа класичен пат на стартап итерации, од нула, од нешто што има и багови проблеми, го итерираш и врз база на фидбек претпоставувам. Да, дефинитивно треба да беше доволно добро за да се игра, ама далеку од перфектно. 100%. Супер. Едно од клучните прашања за мене и едно од поинтересните прашања со сите што би ги интересирало, претпоставувам, а тоа е како ги доби првите корисници или players на твојата игра. Кои беа каналите што ги користеше, канали на аквизиција, на продажба? Во тоа време се уште функционираше некои органски канали по социјалниве мрежи, например, имаше доста групи на Facebook за мобилни игри, имаше сабредити на тогаш на Twitter и генерално тогаш кога постираше нешто, искачаше кај други луѓе. Сега се сменети работите, сега ако постираш некој линк што е поврзан со некој продукт, најчесто алгоритмот не го прикажува толку многу, меѓутоа го фатив некој тој период кај што можеше органски да се промовираш на мрежите. Исто така Google Play беше тотално друго место во тоа време. Ако ставиш апликација, многу беше голема веројатноста да се прикаже во некоја recommended категорија, затоа што немаше доволно апликации во тие години, за разлика од сега кога е пресатуриран маркетот. Со тек на време се префрливме на paid user acquisition, затоа што веќе ова не функционира, така да за игрите што сега ги тестираме и пробуваме да направиме нови игри што ќе бидат успешни на маркетот, речи се paid user acquisition преку Google Ads или некој било кој друг ad network. Супер. Значи веќе не работи органски добивање корисници преку Store, сега мора да се користат paid ads. А дали користиш само paid ads или дали креирате некои видеа моментално со вештачка интелигенција, Instagram профили со цел да привлечите корисници на игрите, некакви, не знам, нели user generated content? Во моментов не правиме ништо UGC, меѓутоа најверојатно треба да се проба, едноставно може немаме доволно ресурси, али да, дефинитивно е нешто што треба да се истражи. Супер, окей. Многу ме интересира кој е бизнис моделот, едноставниот бизнис модел позади твоите игри. Дали тоа е претплата, дали е и на purchase или еднократни плати, поделиш? Да, како и во голем дел од мобилните игри е хибриден моделот, има и реклами и на purchases. Кај нас прилика дистрибуцијата е некој 75% од целиот ревењу е од реклами,
останатото од in purchase. Најчесто in purchase е да се тргнат рекламите, значи ако некој е полојален играч, не сака да му пречат рекламите, може да си плати remove ads и најмал дел е некои тие што купуваат парички или некои да отклучат некој специфичен фичер во игрите, ама генерално публиката што ние таргетираме не е публика што премногу плаќа во игри. Јасно. Супер стратегија, ако работи тоа со реклама. Јас исто имам другар што има направена апликација за учење германски, мислам дека се вика, повеќе learn нешто така и на истиот начин заработува, односно има реклами, а има исто така ставено и на порче за да можеш да ги тргнеш нели реклам. Така да верувам дека работи. Дали имаше некој конкретен момент или фичер, game changer фичер, функционалност што промени се во првата игра или во некоја од игрите? Па, еден фичер што доста направи раст во нашиот ревењу е користење на медијација. Како што спомнав, игриве се монетизирани претежно со реклами и медијација е автоматизиран систем каде што кога сакаш да прикажеш реклама, за тој рекламен простор, у моментот се праќа реквест до повеќе ad networks и тој што ќе го понуди најголемиот бит, тој го добива рекламното место. Уствари, правиш за твоето рекламно место да се надпреваруваат повеќе мрежи. И тука видовме доста growth во ревењута и освен тоа континуирана примена на АБ тестови, дури да има мал некаков импрувмент од 5%, од 2%, кога ќе се наталожат тие проценти, има некоја поголема промена. Значи тестираме многу работи, геймплей параметри, колку често да се појавуваат реклами, за одредена земја може да е тоа почесто, за друга земја поретко. Дали некој фичер треба воопшто да го има во играта, некогаш нешто ќе направиме, испаѓа дека тоа им пречи на јузерите, само додава friction. Така да најдобро е да се АБ тестира и така имаш така носиш одлуки базирани на податоци. И до сега се покажало така многу добра алатка. Супер, да. Некогаш ќе додадеме некои си комплексни функционалности што сметаме дека топ се супер и на крај ќе испадне дека прават само штета. Да, баш така. Да, супер. За мене едно на интересните прашања поврзано со наоѓање идеи, градење и слично, тоа е која е твојата логика или плейбук за наоѓање на идеја за игри или како наоѓаш идеи, кои се твоите параметри, како избегнуваш да потрошиш време на градење игра, а да при тоа да се осигураш дека ова ќе работи или ќе носи заработка. Генерално, ако имаме идеја и мислиме дека таа идеја има потенцијал, се прави некаков прототип, минимален прототип, каде што се пушта на Play Store и се креира некоја кампања, paid кампања, и ги мериме метриките од типот на Day 1 retention, Day 7 retention, колку трае една сесија на играње, колку се задржуваат играчите, ако играта базира на нивоа, до кое ниво ќе стигнат, дали го поминале туторијалот, значи се собираат метрики и тука е мислам клучно секоја студија да си има некои своји метрики, да не пробува да копира други, туку да си има некаков план, кои се таргет вредностите што мислиш дека ќе направат успешна игра и ако се стигнати тие бројки на тест на прототипот, може да се продолжи понатака со девелопмент. Доколку не се, едноставно се прекинува тој прототип и тоа се продолжува понатаму. Супер интересно. Ме интересира колку често убивате игри или идеи, колку често експериментирате? Па до сега сигурно имаме над 10 прототипи што не поминале во следна фаза. Што дури мислам дека не е голема бројка за мобилна индустрија. Има поголеми студија каде што убиваат по 2-3 игри месечно. Меѓутоа, пак на некој начин и тоа е доста тешко да го правиш, затоа што сепак имаш некоја емоционална поврзаност кон проектот, колку и да пробуваш да го минимизираш тоа. Ние пробуваме да најдеме некои
идеи што би ги работеле подолго време, ама да, од дефинитивно имаме една десетина прототипи што сме ги прекинале. Супер. Тоа е доказ баш за она ја што го зборам дека треба што повеќе се пробува да се експериментира. Дека не е проблем некоја идеја да пропадне, макар и не некоја 10 десетици идеи, 20, 30 да пропаднат со цел една да проработи, така да игра на волумен. Баш ми е мило. Прашање, нешто што сакам да те прашам, а тоа е во ера, во време на вештачка интелигенција и во овој брз напред, која е, дали можеш да споделиш со публиката една алатка или некој workflow што те прави 10 пати побрз, попродуктивен во последната година-две? Да, мислам дека дефолт одговор веќе на прашањево е AI, ама нешто што би додал само на тоа е дека треба со тек на време да се изгради некое чувство за кога нешто да го направиш како што треба, да биде изградено, да речеме, по некои инженерски принципи, а кога да биде нешто брзо направено, залепено, колку да функционира. И мислам дека можда тоа е некој пресуден инстинкт, као кога нешто да биде баш reusable, да мислиш на сите можни случаи дали функционира добро, а кога нешто направиш брзо, колку да тера понатаму работата. Јасно. Да, супер. Нешто што би сакал да те прашам јас или верувам дека македонската публика би сакала да те праша, да го праша системно прашање, така чувствувам, а тоа е кој е најтешкиот дел да си соло девелопер во Македонија или соло предприемач? Генерално се држам кон тоа дека не е толку битно дали си од Македонија или си во на некое друго место. Мислам дека поголем дел од проблемите некако се решаваат. Тоа што мене најмногу ме фрустрирало е најчесто некои прашања од типот на даноци помеѓу Македонија и други држави, некои такви правни формалности, кога некој фичер нема да биде достапен во Македонија, иако сега веќе се помалце го гледам тој проблем. Например, на времето немавме Play Developer access во Македонија, значи не можеше да продаваме мобилни игри, можеше само да бидат со реклами монетизирани. Сега единствен таков случај што го знаме е Apple Search, например, не можеш да се рекламираш директно во App Store-от на Apple, ама кој што кажав, се поредко ги среќавам таквите проблеми да биде нешто конкретно пошто си во Македонија и дури кога има такво нешто, обично се наоѓа некое решение. Супер, дали можеби менталитетот околу, дали што мислиш за менталитетот или мајндсетот на луѓето околу? Дали другарите те прашуваат како е да си соло предприемач, дали околу тебе има исто луѓе што прават истото или како го гледаш тоа? Па мислам секогаш има простор да се подобри менталитетот, мислам повеќе треба луѓето да ризикуваат, повеќе да влегуваат во идеи и да креираат стартапи, ама не знам, не е нешто што конкретно ме ограничува мене или ми пречи премногу. Пред да завршим, пред да те прашам последното прашање, би сакал уште да те прашам дали за твојот пат што го имаш изодено до сега, дали ти помогна, дали си бил на некакви конференции, бизнис настани, стартап конференции и слично? Или беше стрикно само билдер што изгради нешто или мейкер што тоа што го изгради го претвори во заработка? Мислам дека не е клучно, ама многу помага. Мислам дека као еден фаундер од Македонија треба на некој начин да биде jack of all trades и што поише работи знаеш, толку повеќе можеш да примениш нешто и мислам дека е корисно да се оди по секаков тип на настани, некој ќе каже нешто, ќе те инспирира, може како дури да не е онака директно применливо за тебе, може на некој начин да си го адаптираш, така да мислам со модел и на конференции во странство и на некои тука настани што се организираат локално. Па ќе кажам, не е дека ќе ти го смени 180 животот или бизнисот, меѓутоа многу често ќе слушнеш нешто многу корисно и ќе го адаптираш во својот случај. За крај, ако треба да дадеш само 3 совети на некој македонец, на некој сограѓанин наш што сака да започне од нула денес да стартува како соло билдер, предприемач или некој што сака да почне да создава, кои се 3 совети што би ми би посочил него? Па би кажал дека многу е битно да се почне со нешто мало и да се истера до крај. Например, некоја мала идеја која ќе стигне до маркет и
така ќе ги помине сите фази од идеја до маркет, до да ја користи или да ја игра некој играч. Би додал исто дека треба да се биде многу објективен, да се носат одлуки без его, туку базирани на податоци или базирани на совет од некој поискусен, и мислам дека треба да се искористат предностите на тоа што сме во Македонија, као покрај тоа што има нели доста проблеми. Предност е тоа што имаме поевтин животен стандард, например доколку почне бизнисот да генерира некаков прилив, може многу подолго да преживееш тука отколку да речеме во Америка или во Западна Европа. Општо се сите помали трошоци доколку треба канцеларија или вработени, на некој начин тоа може да се искористи за позитивно. Супер. Одлични совети, супер разговор имавме, краток, концизен, верувам дека ова ќе инспирира многу други луѓе да започнат нешто за викенд, така да уште еднаш ти благодарам што дојде и ти посакувам убав ден и секако ти посакувам среќа во понатамошниот развој на игри, во твоето соло предприемништво и така натака. Фала ти на тебе, супер прашања, така што се слушаме пак.